Почитувани гледачи, на моје големо задоволство, сега ќе имам можност да разговарам со актерот во Народниот театар Охрид, но исто така и стендап комичарот Никола Тодоровски. Никола, ти благодарам што си дел од неделниот микс. Благодарам за поканата. Одамна не сум бил гостин на емисија на телевизија, секако по подкасти да, каде што работи се неформални. Мило ми е што и нашето интервју е така неформално. Апсолутно. Дали си возбуден? Еве за кратко време ќе започне твојот стендап настап. Какви се оние неколку минути или часа пред средбата со публиката? Значи си дозволив краток одмор од, да речам, 2 недели за новогодишните празници, направив мала пауза од настапите и веќе почнуваме, се враќаме во колосек со довршување на турнејата на моето шоу Лошо куче, со кое што настапуваме во Скопје, веќе не знам колку пати во Public Room. Ако ме прашуваш за часа, како е неколку часа пред настапот, се соочуваме со патешествие низ тој добро познат на јавноста автопат Охрид-Кичево и понатака до Скопје. А пред самото шоу се трудам да си ги средам мислите, да се концентрирам, затоа што се трудам секогаш во секое шоу материјалот секако дека има одредена партитура, која што нормално е планирана, напишана и ја следам, меѓутоа има еден момент на импровизација кој што јас многу го сакам и се трудам секогаш материјалот да го интерпретирам на различен начин за да не ми е мене досадно. Така. Ако мене не ми е досадно, верувам дека и на публиката нема да ја биде досадно. Како што спомнав, актер си во Народниот театар во Охрид, но ова е сосем нешто поинако. Сам си на сцена, сите очи се перени во тебе, значи буквално ти ја држиш целата ситуација. Колку е предизвикувачки да се биде стендап комичар? Јас го сакам и едниот аспект на работата како актер и секако и како стендап комичар. Тоа од секогаш ми беше предизвик. Прилично е различен пристапот, мислам, сепак се работи за некако вид на шоу, на представа, кога зборуваме за стендап. Меѓутоа, пристапот е прилично поразличен од тоа што го работиме во театар. Во театар, кога играм представа, играм одреден лик, кој што јас, преку своето тело, својата душа треба да му дадам живот, да излезе во реалноста тој некаков лик, додека кога зборуваме за стендап, одбирам одредена тема, одредена идеја и ја интерпретирам од моја гледна точка. Значи гледната точка е важниот дел, најважниот дел во стендап комедијата и секако сето тоа треба да биде комично, инаку публиката нема да си замене среќна. Апсолутно. А кога започнева, да се навратиме на почетоците, љубовта кон актерството? Како се случи да станеш актер? Можам да кажам дека дипломирав пред скоро, без некој месец, скоро 20 години во Софија завршив актерска игра кај професорот Енчо Халачев. Секако дека претходно се занимавав аматерски во детско драмско студио, значи години пред тоа се занимавав, учествував во представи во детско драмско студио, одредени театарски проекти, исто така професионални, каде што имав среќа да учествувам и пред да дипломирам. Потоа, откако завршив, имаше еден период каде што работев на исто така професионални театарски проекти. Направивме иницијатива за формирање на Охридски театар, тогаш се уште театарот во Охрид не беше формиран. За среќа, во 2011 година се формира и се вработив како актер во Народен театар Охрид. Веќе скоро 14 години работам таму и истата година започнав со моите стендап шоуа, започнав како стендап комичар. Значи веќе скоро 14 години. Одлично. Сигурно не е толку едноставно да се подготви комедија како жанр, за разлика од, мислам, секој жанр си има своја тежина, но ајде да позборуваме за комедијата. Публиката сака да дојде тука да се насме, очекува многу.
Како точно знаеш како да погодиш публиката и еве ајде малку да позборуваме и за самата инспирација? Вака, мојата сопруга е исто актерка во Народен театар Охрид и ние во мигови на релаксираност секогаш дебатираме кој жанр е повеќе почитуван и е потежок за работа, дали е тоа комедијата или драмата, и за да е поинтересно, нормално таа мисли дека е драмата, јас мислам дека е комедијата, и секогаш таа дебата е како приказна без крај и ни е прилично забавно по дома. Мислам дека апсолутно, јас нормално како актер и како стендап комичар не би сакал да потценам ниту една страна, се си има своја приказна, своја убавина, длабочина и нијанси. Она што е предизвик и што мене лично ме инспирира и ми се допаѓа во однос на комедијата е дека не може да се направи вештачки. Не можеш да лажеш дека нешто е смешно, или не е. И тоа не е смешно за сите. Значи, некој може да се почувствува и навреден, особено во овие модерни времења, тоа многу често се случува. Стана модерно луѓето да се навредуваат многу лесно и покрај тоа што знаат дека дошле на стендап шоу или на некоја комична театарска представа, што во старт ја информира публиката, значи кога ќе се рече дека нешто е комедија, тоа значи дека ние не го мислиме до таа мера сериозно. Но прашањата мора да се постават некогаш. Спомна дека публиката знае и да се навреди. Па мислиш ли дека некако престануваме да си се шегуваме на своја сметка? И зошто сметаш дека е тоа така? 21-виот век од моја гледна точка стана прилично, мислам, карактеристично за 21-виот век, особено откако сите помалку или повеќе сме зависни од технологија, Инстаграм. Многу време обрнуваме на тоа кој како изгледа, како филтер користи, дали позицијата на мобилниот за селфи е перфектна и така натаму, така што мислам дека доста кренавме левел со егоистичност, така што веројатно и оттаму доаѓаат сите тие моменти на мене ова ми се допаѓа, нели, станавме секој индивидуално многу важен. Ако не и секој е најважен во моментов. Без разлика дали вчера, завчера или пред 25 години немаше Инстаграм, меѓутоа поентата ми е без разлика кога и да се случило креирање на таков профил на социјалните медиуми, веднаш ние сакаме да сме највидени, нај. И мислам дека посветување на толку огромно време на тоа прашање, тоа креира некаков слој во сите нас. Мислам, никој не е имен на тоа, само го коментирам. Така што мислам дека веројатно, не знам, веројатно заради тоа луѓето некои работи ги сваќаат премногу лично и премногу сериозно. Сепак, можам да кажам дека тука се сите социјални медиуми воопшто, медиумот како таков, кој што дава фокус на секој како индивидуа дека е најважен и нели порано за да дојдеш на интервју на телевизија би требало нешто да си постигнал, направил, да имаш некаква идеја, нешто да имаш да испромовираш, треба некаква поента да има сето тоа. Денеска со социјалните медиуми секој може да направи, мислам, што сака, инстант. Сведоци сме на глупави челенџи кои што нели повредија еден куп луѓе кои се осмелија да ги прават тие работи. Апсолутно. И тоа е апсолутно веќе во нека друга насока соди со тоа. Во деструктивност се замина, мислам, тотално. Јас се занимавам со тие, конкретно темата за советите од Инстаграм е дел од вечерашното шоу, каде што на еден мој начин се обидувам се во ова што сега го кажав и звучи веројатно прилично сериозно, да го кажам на еден малку по-забавен начин и поинаку. А сепак да допре и до публиката и до сите нас.
Колку ти е важна интеракцијата со публиката додека настапуваш? И имало ли секакви ситуации? Спомнавме дека некој може да се навреди, некој секој различно ги доживува чувството, но како ти е и колку ти е важна комуникацијата со публиката додека си на сцена? Сега е модерно во светот на стендап комедијата, нормално дека ние како земја каде што овој жанр се уште не е премногу развиен, сега добива некаква форма. Ги следиме тековите што се случуваат во западниот свет и сега таму е доста популарно, на англиски кажано crowd work се вика тоа. Тоа е баш таа нели интеракција со публиката и на моменти според мене е дури и изфорсирано. Јас секако дека сакам, особено кога се работи за стендап, овде не постои четвртиот зид, значи треба да се поврзеш со публиката колку што е можно побрзо, инаку шоуто нема да функционира. Значи целото шоу има еден флуид меѓу мене и публиката и се трудам тоа да се задржи и да биде убав момент. Јас обожавам да имам интеракција, меѓутоа не сакам да биде тоа изфорсирано, не сакам некој што дошол и си платил билет за да ужива, сега намерно да одам да го нели навредувам или не дека не е тоа возможно, секако дека е. Сега, ако има одредена интеракција, нормално одиме натаму и станува, шоуто добива, како што реков, друг правец и станува интересно. Секако дека има и луѓе кои што сметаат дека го поседуваат шоуто, кои што коментираат и штетат на самото шоу, дофрлуваат и на англиски кажано тие се викаат хеклери или хеклање се вика глаголот, на македонски не знам дали постои таков збор, веројатно досадни или дофрлувачи. Со нив нормално дека односот е поинаков, затоа што сепак јас сум одговорен и сите секој од моите колеги сме одговорни шоуто да биде убаво за сите, нели, не за некој поединечно. Апсолутно. Така што жив е материјалот. Никој не знае што ќе се случи се додека не се случи. Не е толку испланирано, нема толку режија, што го прави жанрот помалку сличен на џез музиката. Таму сепак исто така постои одредена шема, одредена партитура, меѓутоа внатре што се случува и како уметниците комуницираат меѓу себе и со публиката, тоа е веќе еден друг момент. Така. Како го подготвуваш материјалот? Спомнавме дека од прилика имаш нели црти како би изгледало, но ете како ти текнуваат темите и така натаму. Да, па секојдневието во секој случај е доста инспиративно. Има моменти каде што едноставно нешто ќе кликне како тема и го чувствуваш дека народски кажано има леп во тоа. Значи има нешто интересно, не секогаш знам како ќе биде формулирано, особено не при првата изведба, затоа што материјалот, изведбата на материјалот е ризична работа. Тој не функционира се до оној момент додека не видиш на вистина дека функционира и тоа мора да се провери пред публика. Не може да се подготви, ти не доаѓаш спремен од дома знаејќи дека ова е најаката смешка во целиот свет. Тоа мора да се тестира и кога се тестира се прави тоа за време на настапите и со секоја публика на различно место различно реагираат, се додека да речеме материјалот не се исполира солидно за да почне да функционира буквално на секое шоу. Затоа сакам да кажам дека градењето на материјал за сати кусур на стендап шоу е прилично тешка работа и не доаѓа веднаш. Не се прави за, да речеме, 2 дена седнувам и сега, нели. Исто така многу важна работа, една од, ако не и најважните работи во поглед на етиката помеѓу стендап комичарите е тоа дека материјалот треба да биде оригинален. Не е да седнеш да прераскажеш сега 3 вица што си ги чул од другари или да преведеш материјал од некој
стендап комичар на YouTube за кој што јавноста не чула баш премногу. Но сигурно колината Не е ти тоа помага Секако. околу релативите. Апсолутно. Во текот на еден ден, јас сум го размислувал тоа, ние ако обрнеме внимание, што се ни се случува буквално во текот на еден ден, тоа е цело шоу ако сме фокусирани. Меѓутоа ги поминуваме работите, на пример, не знам, во супермаркет на каса, додека чекаш да ти наплатат за производите, слушаш десетина муабети околу кои што можат да бидат максимално инспиративни. Да. Или не знам, во односите со сопруг, сопруга, дечко, девојка, мајк, родители, така, нели, сите тие работи можат да бидат максимално инспиративни ако знаеш каде да копаш и да бараш. Никола, освен во Македонија, исто така настапуваш и во странство. Па кажи ни какви се настапите во странство, каде настапуваш и како е да се зборува на странски јазик? Да, јас... Во смисла, нели, комичното да се пренесе на друг јазик. Да, во текот на овие 14 години се трудам да се развивам како артист, ете, и на јазик кој што не ми е мајчин. Допред година дена настапував на повеќе јазици, на пример, ете, англиски, српски, бугарски јазик, бидејќи ете студирав во Софија, го знам јазикот, српскиот, нели, од тоа што сме читале литература како мали, сме гледале филмови, серии и така натаму. Меѓутоа, од пред година дена решив да секогаш кога настапувам во мојата татковина да го правам тоа на англиски. Во секој случај не е лесно да се настапува на јазик кој што не ти е мајчин, затоа што треба да дојдеш во состојба каде што мозокот треба да почне да ти мисли на тој јазик, а не да преведуваш или да е нешто преведено па научено напамет. Тоаш воопшто не функционира. Исто така, добар дел од шегите кои се напишани на македонски се невозможно е да бидат преведени и не се наменети за тој менталитет. Затоа во последно време јас започнав да си пишувам материјал директно на англиски јазик кој што функционира. И аголот е тотално поинаков. Кога настапувам на македонски е како да зборувам со семејството. А кога настапувам на англиски е како да зборувам за семејството. Значи тотално е друг аголот. Да. Луѓето ако им зборувам како кон семејството во странство некаде на англиски нема да ги разберат работите. Тоа е поинаков агол. А може ли да се спореди публиката, нашата и регионалната, да кажам, или не се спореди? Вака, сум имал прилика да настапувам во повеќе западноевропски земји. Значи зборуваме, ете, сум бил 2 пати во Лондон, во култниот клуб Comedy Store, сум настапувал во Хелсинки, Амстердам, Барселона, секаде низ Балканот, сите поголеми фестивали за стендап комедија, нормално соседите тука. Публиката, генерално можам да ја поделам на публика која што припаѓа на Балканот, каде што има варијации тука, затоа што и Словенија е на Балканот, ама словенците не се не од Балканот. Да. Да, така да, генерално би ја поделил така, затоа што, еве, например, настапот во сите останати западноевропски градови, еве, Барселона да ја земеме за пример, тоа е град во кој што е лудница, значи има од буквално цел свет. На шоуто таму имаше, значи, буквално од балканци до луѓе од Америка, Скандинавија, Јужна Америка, Колумбија, значи цел буквално свет, е светот во мало. Да. Така што не е лесно да се, особено ако не те познаваат, а не те познаваат затоа што не сме толку познати во светски рамки. Меѓутоа, тоа пак од друга страна е интересен предизвик и мислам дека тие дошле да видат нешто што досега немале прилика да го гледаат на било кој од стриминг сервисите и интересен им е приодот затоа што ние можеби не сме свесни, ама ние носиме одредена екзотика, одреден поинаков агол. Тоа е нашето богатство. Ние не мора да сме од Америка за да има што да кажеме, значи ние имаме што да кажеме. Така. Само не сме навикнати да го кажуваме тоа. Да.
И што е со таквите теми? Има доста теми кои што се можеби уште се сметаат за табу или не се зборува толку често. Ја преминуваш ли границата и отворено зборуваш за се или сепак внимаваш? Јас мислам дека со оглед на тоа што сме сведоци на какви ли не видови на клипови на социјалните мрежи, ќе ги спомнам. Значи, ако таму јавно, без цензура, се прикажуваат работи, зборување за одредена тема која што ја нарекуваме табу, сметам дека е задолжително. Затоа што прво треба да се научиме да зборуваме за работите. И мислам дека едно здраво општество треба, користејќи уметност, да поставува прашање дали нешто е табу, дали нешто треба да биде модерно, да не прифаќаме ете така адхок нешто, бидејќи некој ни рекол дека е модерно. Значи, треба работите по пат на креативност и на уметност да се преиспитаат. Сцената сметам дека е вистинското место за тоа. Уметноста е секогаш тука да и критикува и дава свое мислење. Како што спомнавме, исто така си актери во Народниот театар во Охрид и сега како е од комедија да се глуми друг жан и колку се задоволен од она што самиот театар го создава во последно време и како да се работи во екипа пак од друга страна. Да, јас сум започнал да функционирам тимски, нели театарот е тимска работа и стендапот е на друг начин. Тоа што гледаме само еден човек на сцената, тоа не значи дека нема тим за тој човек. Значи, постои огромен тим кој што функционира, организација, продажба, значи тоа повторно е тимска работа, нели. Во театарот, искрено да кажам, прилично ме освежува креативно и душевно кога работиме сериозна представа. Ете, пред известно време работевме чекајки го Годо од Семјуел Бекет во режија на Сашо Миленковски и тоа е една класика, тоа е материјал кој што не е лесно да се справи човек со едно, значи тоа е едно неверојатно уметничко дело, меѓутоа исто така се соочуваш со друг тип на предизвици и секако јас цел ми е да растам во двете насоки. Така. Добро, ете, за кратко ќе започне и твојот стендап настап. Што би им посакал и порачал на нашата публика, ете, зошто да дојдат и да те погледнат во друга прилика на твој настап? На публиката би сакал да и порачам да посетува македонски представи во театар и македонски стендап. На сите ние добродојдена поддршка, значи не само кај мене, кај сите колеги, и мислам дека взаемната комуникација и почестото среќавање со публиката ќе придонесе да имаме многу поквалитетна сцена, како театарска, така и стендап сцена, и мислам дека и публиката и артистите го заслужуваат тој момент. Тоа е подарок на двете страни. Многу ти благодарам и убава вечер денеска. Благодарам на поканата. Се надевам дека ќе бидете присутни на некој од настаните. Секако.